Добар ден на сите. Министерството за одбрана не само во Македонија, но особено во Македонија, се сметаше за едно од традиционално најзатворените министерства, заради природата на својата работа, но и заради таква политичка волја. Со оваа пресконференција денеска сакаме да ја упатиме пораката и да покажеме дека тоа не е неопходно и дека тоа не треба да биде така и дека можеме и Министерството за одбрана да го направиме да биде отворено за јавноста, за представниците на медиумите и за граѓаните на оваа држава. Зад параванот на класифицирани информации, важни за безбедноста на државата, во минатото се криеа потези кои значеа криминал, злоупотреба на средства, лагодно однесување од страна на раководителите во Министерството, па дури и манипулации. Во име на законската потреба од класифицираност околу споделувањето на информации за суптилни безбедносни прашања, се правеле манипулации кои оделе директно на штета и на безбедноста на државата, но и на буџетот на Република Македонија. На таа практика и дојде крајот. Определбата на оваа влада за транспарентност нема да го заобиколи Министерството за одбрана. Напротив, сакаме да покажеме дека ова министерство во некои чекори може да биде дури и понапред од останатите. Во Министерството за одбрана и понатаму се разбира дека ќе има доверливи и класифицирани информации, но тоа ќе бидат исклучиво оние поврзани со безбедносните интереси на државата. Такви не можат да бидат трошењата на министерот или раководната структура, услугите, јавните набавки и така натаму. Граѓаните мора да можат да ја добијат информацијата за тоа како се трошат и за што се трошат нивните пари. Транспарентноста во работењето ја гледаме како една од главните алатки за борба против корупција. А одговорното работење не го гледаме како право, туку како обврска на секој од нас. Затоа во Министерството за одбрана започнавме со спроведување на принципите на така наречена активна транспарентност. Принципи кои се содржани во програмата за работа на владата, а според кои институциите треба да ги споделуваат информациите, дури и истите пред да бидат побарани од страна на граѓаните, невладините организации или медиумите, во поглед на лесен пристап до програмите, стратегиите, буџетот, организацијата и трошоците во работењето. Сите информации поврзани со работата, кои влијаат врз животот и работата на граѓаните и на фирмите. Транспарентноста значи одговорност, а одговорноста значи и повисок интегритет. Една од клучните политички критериуми кои што и НАТО ја поставува како обврска за своите земји членки. Од овие причини, со желба да ја промовираме активната транспарентност и навременото информирање на јавноста, за прв пат во Министерството за одбрана го донесовме правилникот за транспарентност во работата, со кој Министерството за одбрана се обврзува да биде максимално можно транспарентно кон јавноста. Министерството за одбрана за прв пат јавно објавува серија документи, почнувајќи од документите поврзани со своето материјално и финансиско работење, практичните информации за граѓаните до кои тие досега можеа тешко да дојдат и мораат да минуваат низ навистина комплицирана бирократска процедура. Информациите за сите заинтересирани ќе бидат достапни без да се доставуваат барања според Законот за слободен пристап до информации, а дека ќе бидат постојано ажурирани, гарантира повторно истиот овој правилник, кој што ги обврзува секторите, веднаш штом се случи промена во стратешките документи, во подзаконските општи акти или било кој од другите документи, тие да бидат веднаш достапни на веб страната на Министерството. Затоа на веб страната на Министерството е отворена опцијата јавноста има право да знае, каде што се ставени голем број на информации кои и за прв пат се достапни до јавноста и со кои Министерството за одбрана го отвараме кон граѓаните. Тука се законите, општите подзаконски акти, стратешките документи, буџетот на Министерството, но исто така и анкетните листови на министерот и заменик министерот, како и платите на целокупната раководна структура во Министерството, во армијата и во Војната академија, кои што работат во состав на Министерството за одбрана.
Тоа изгледа вака, секој од вас и веднаш по пресконференцијата ќе може и самиот да го погледне. Во делот на закони и подзаконски акти поставени се и ажурирани сите закони кои што се однесуваат на одбраната, а за прв пат се поставени и достапни до јавноста и над 70 општи подзаконски акти кои произлегуваат од работењето на Министерството и, како што можете да видите, почнуваат со новиот правилник за транспарентност во работата на Министерството. Една од поголемите новини во транспарентноста на Министерството за одбрана е објавувањето на планот за јавни набавки, но не и само тој документ. Овде секој заинтересиран ќе може со директен линк да ги отвори огласите за јавни набавки на Министерството, а како што ќе тече процедурата на јавни набавки, така ќе бидат објавувани и известувањата за одлуки за јавни набавки, како и подпишаните договори за јавни набавки со директни линкови кон тие документи. Тоа значи дека целосно го поедноставивме начинот на пристап до овие документи и наместо тешката истрага преку единствениот систем во Бирото за јавни набавки, сега секој од овие конкретни документи ќе може да се добие преку конкретен и јавно објавен линк. Транспарентноста, сметаме, на јавните набавки е една од клучните алатки за да се сузбива и за да се бориме против корупцијата. Креиравме директен линк и до информациите за услуги кои Министерството ги нуди за граѓаните. На едно место сега ќе можат да се најдат сите правилници кои што заедно со ценовници, заедно со начин како да се искористат тие услуги, кои досега граѓаните ги знаеа или преку некој познат, или преку долга бирократска процедура. Затоа правилникот за надоместоци за користење на капацитетите на АРМ е еден од документите кои што ќе помогне на граѓаните кои сакаат да ги искористат овие услуги. Услугите можат да бидат или сместување во некој од капацитетите на АРМ, користење на спортските објекти, исто така и користење на специјалните објекти како што се, например, криволак, пепелиште, некои други стрелишта и така натаму. Објавивме и ценовник за користење на сидриштето белјанини извори, исто така честопати критикувано како прилично нетранспарентно и затворено место, каде што услугата се добива преку врска, а не по процедура. Воедно, на оваа страница, на овој дел услуги, можат да се добијат и информациите за уверение за регулирана воена обврска, како и барањето за доброволно служење на воен рок, кои што досега можеа да се добијат исклучиво во канцелариите на регионалните канцеларии на Министерството за одбрана. На веб страната, согласно новиот правилник, објавени се и посебни линкови кои водат до законските упатства, лицата за контакт за искористување на правото за слободен пристап до информации, заштита на укажувачи, а исто така после подолго време успеа да профункционира и овој бесплатен број за пријавување на корупција во Министерството за одбрана и армијата и кој што понатаму ќе обезбедиме услови никогаш повеќе да не биде во прекин како што бил во изминатиот период. Во воспоставувањето, во воведувањето на оваа транспарентност во Министерството, сакаме да упатиме благодарност и до многу невладини организации и експерти, кои што во последниве години многу говореа, анализираа и даваа препораки како владата и како институциите да бидат поотворени и поодговорни кон своите граѓани. Ги искористивме дел од нивните препораки и сакам да искористам оваа прилика да ги повикам да продолжат на ист начин да прават притисок, да даваат совети, да кажам само дека во Министерството за одбрана секогаш ќе имаме слух овие добри совети да ги прифатиме и како што гледате денеска да ги примениме и во пракса. Оваа соработка ни е потребна, добре дојдена ни е и дури и самите ќе иницираме соработка за да буквално секој податок кој нема причина да биде класифициран, да биде лесно и јавно достапен. Сосема е јасно дека во рамките на НАТО алијансата, каде што велиме стратешки целиме да станеме членка, општо прифатен е ставот дека корупцијата го подкопува доброто владење. Корупцијата представува и висок безбедносен ризик за стабилноста на целата евроатлантска област. И затоа принципите на транспарентност, на одговорност, на достапност, на интегритет се сметаат
за едни од клучните аргументи во полза на нашето членство во НАТО алијансата. Тоа е само дополнителна причина да покажеме дека Македонија не само говори за членство во НАТО, туку секојдневно со промените, со реформите, со конкретните чекори се приближува кон НАТО алијансата.